Милеу Контакт Македонија во септември 2012 започна со спроведување на проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, чија што основна цел е да ги подготви општините подобро да се справуваат со локалните предизвици од климатските промени. Активностите од овој проект со вкупен буџет од $2.800.000 американски долари се фокусирани на 10 општини во Македонија: Тикчево, Теарце, Богданци, Кривогаштани, Маврово, Ростуше, Оговиње, Студеничани, Виница, Прилеп и Делчево. Земајќи ги во предвид климатските трендови и нивните последици, проектот имаше за цел да одговори на потребата да се превземат мерки за ефикасно справување со овие влијанија во партнер општините, користејќи ја партиципативната методологија Зелена агенда. Врвен тим од експерти од самиот почеток на спроведување на проектот работеше заедно со граѓански организации, граѓани, приватен сектор и општинските власти за развивање на локални стратегии и акциони планови за справување со ризиците од климатските промени. Паралелно на подготовката на локалните стратегии за климатски промени, им помогнавме на општините да инвестираат во нивниот одржлив развој, со градење отпорност кон климатските промени и ублажување на нивното негативно влијание. Граѓаните со експертска помош од USAID и Милеу Контакт Македонија одлучуваа за имплементацијата на мерки за адаптација и ублажување на климатските промени. Зајакнувајќи ја локалната отпорност кон климатските промени, проектот го зајакна граѓанското општество, потикнувајќи граѓански активизам и посветеност на луѓето на заедничка работа за прашање од заеднички интерес. Реализирани се вкупно 12 адаптивни и 6 митигацијски мерки, кои значително го подобрија капацитетот на локалните заедници за справување со негативните ефекти од климатските промени. Намален е ризикот од поплави и ерозија, превенирани се свлечишта, овозможен е пристап до чиста и безбедна вода за пиење, а со инвестиции во енергетска ефикасност на јавни објекти и системи за јавно осветлување се намалени јаглеродните емисии. Посебен фокус и енергија посветивме на градење на капацитетите на граѓаните и граѓанските организации да работат заедно на решавање на прашања од заеднички интерес. Тимот експерти од Милеу Контакт Македонија реализираше бројни обуки и работилници за подобрување на нивните капацитети за активно вклучување во имплементација на проектот, како и во делотворно застапување и надзор во други сектори. Со караванот за практична настава за климатски промени во 2016 година, кој посети 32 основни училишта во 10 партнер општини, и потикнавме националните основни училишта да воведат, развијат и спроведат ефективна наставна програма за практична настава и истражувачко образование од областа на климатските промени. Реализиравме и кампањи за подигнување на јавната свест за климатските промени под мотото "Климата се менува, од нас зависи". Младите кои беа дел од летните кампови во Струга се следната генерација на активисти за заштита на животната средина и борба против климатските промени. Тие беа наши главни партнери во спроведување на локалните кампањи, пренесувајќи ја пораката за важноста на човечкиот фактор во надминување на климатските предизвици, преку филмски проекции, презентации и јавни дебати низ локалните училишта. Во рамки на проектот ги потикнавме и сите граѓани на Република Македонија да предложат иновативни идеи за справување со климатските промени. 2 години поред бевме вклучени во организација на климатскиот надпревар на UNDP и USAID "Од тебе зависи", кој резултираше со конкретни проекти од граѓаните кои ќе донесат вистинска промена во борбата против климатските промени, намалување на загадувањето, заштитата на зелените површини и намалувањето на цврстиот отпад. Во соработка со Македонски зелен центар ја продолживме традицијата на организирање годишни средби на граѓански организации кои работат на полето на животна средина и одржлив развој во Македонија. Преку овие годишни собири ја зајакнавме мрежата и ги унапредивме заедничките стратегии и цели на еколошките граѓански организации во Македонија. Организиравме 3 меѓународни конференции за климатски промени. На овие климатски собири го унапредивме диалогот од областа на климатските промени, споделивме знаења, искуства и постигнувања од проектот поврзани со справувањето со климатските промени со меѓународната јавност. Го олеснивме трансферот на знаење за критички прашања од областа на климатските промени. Потикнавме соработка, заеднички активности и нови начини за унапредување на урбаната отпорност кон климатските предизвици, а ги вклучивме климатските фактори и во процесите на развојно планирање и донесување одлуки на локално ниво. Но кои резултати ги донесе овој проект во секоја општина посебно? Сведоци сме во последно време во глобални рамки на се поголемото влијание на климатските промени врз животната средина. Општина Виница го препозна овој момент и пристапи кон изготвување на стратегија за справување со климатските промени. При изготвувањето на стратегијата учествуваше скоро целиот граѓански сектор во нашата општина, почнувајќи од
здружени, владени организации, на представници од единицата на локална самоуправа, најмногу од секторот на земјоделие, од приватниот сектор, од бизнис секторот и така натаму, што придонесе за изготвување на еден квалитетен документ кој што ќе се користи во иднина. Многу е важно што во меѓувреме се реализираат два значајни проекти од оваа стратегија, а тоа е регулација и чистење на долот Кајанец во село Истибања и прва фаза од регулација и заштита на мостот кај село Јакимово на реката Осојница. Јас учествував во изработката на стратегијата за климатски промени која беше организирана од страна на локалната самоуправа на општина Виница. Значи бевме вклучени во повеќе работни групи и мене лично како учесник во ова изработка на стратегијата многу ми значи бидејќи беа вклучени повеќе категории на граѓани, ученици, работници, земјоделци, представници на повеќе здруженија, значи се оствари контакт меѓу граѓаните и луѓето станаа свесни за климатските промени. Општина Пехчево направи стратегија за климатски промени, која што првично начинот на кој што беше донесена беше доста транспарентен и тоа веќе стана пракса за донесување на други одлуки кај нас во општината. Секако тука имплементиравме повеќе проекти и одитните мерки, проектот со опрема на филтер станицата за водоснабдување во општината. Со тоа на некој начин допринесовме да филтрираме подобро водата за пиење, која што беше исто самата беше загадена баш од тие климатски промени како последица. Потоа во големиот проект направивме неколку зафати: енергетска фасада на општината, енергетска фасада на домот на културата, парно во домот на културата, рекуператори за прочистување на воздухот и за ладење и грејење во самиот дом. Ние не застанавме тука, се придржувавме на стратегијата и преку други средства имплементиравме и други проекти и некои во моментот ги имплементираме. Процесот на изработка на локалната стратегија за климатски промени со примена на принципот на зелена агенда беше нешто ново за Сдруженијето Амброзија, кое што прв пат го применуваме во нашето работење. Можам да ви кажам дека навистина имаме многу позитивно искуство од самиот одзив на граѓаните, вклученоста во работните групи, представници на сите засегнати субјекти, значи од администрација, граѓански сектор, бизнис секторот, и самиот пристап на тргнување од локалните вредности наместо од проблемите е нешто што најде навистина на добра приемчивост. Самиот процес применуваме и во понатамошното работење на организацијата. Нашата соработка продолжи и со општина Пехчево во имплементација на дел од проектите кои што беа приоритети во стратегијата, а не можеше да бидат поддржани во рамки на проектот на УСАИД. Документот во општина Делчево е од големо значење како за самата општина, така и за граѓаните кои што живеат во општината, бидејќи со овој проект, со овој документ се решаваат огромен број на проблеми или е потенцирана потребата од нивно решавање во наредните 10 години колку што трае овој документ. Веќе еден од проектите, од приоритетите кои што ги кажаа граѓаните преку учеството во самите работни групи на овој документ е реализиран. Тоа е атмосферската канализација на улицата Питогули, која е инсталирана и останува уште завршниот дел асфалтирање на улицата. Покрај веќе имплементираните проекти, општина Делчево почна да имплементира и други проекти кои што се дел од акцијскиот план на стратешкиот документ. И овде сакам да ја потенцирам регулацијата на река Брегалница, уредување на пешачки и велосипедски патеки на планината Голаб. Изработката на стратегијата за климатски промени за општина Богданци ја сметам како многу позитивен процес, посебно заради фактот што беа уклучени чинители од јавниот и граѓанскиот сектор. Како резултат на тоа имаме успешно формирање на невладина организација која постои до денес и учествува во многу проекти од областа на животната средина. Изработката на стратегијата ја подигна свеста и кај локалните власти, пред се за запознавање со проблемите кои директно го засегнуваат населението во нашата општина и формирање на приоритетна листа од сите проекти кои што во иднина треба да бидат еден вид на рамка или наш водич на локалните власти за интервенција или реализација на проекти кои ќе му помогнат на населението.
Реализацијата на стратегијата е секоја година уклучена делумно или целосно во општинските буџети, годишните буџети за работа. Во процесот на изработка на стратегијата, како приоритети од групите учесници во изработка на стратегијата беа замена на реконструкција на кровот во детската градинка во Богданци, тоест поставување на термоизолација на веќе постоечката кровна облога и изградба на резервар за вода за град Богданци, со што постоечкиот резервар или стариот резервар од 150 метри кубни се зголеми за уште 400 метри кубни корисен волумен, со што трократно се зголемија резервите на води, што се од посебно значење во летниот период, кога употребата на вода е зголемена. Со изградбата на новиот резервоар добивме повеќе вода за пиење на повисоките места во општина Богданци. Значи веќе немаме проблем со водоснабдувањето и во лето и во зима. Општина Прилеп реализира одличен проект заедно со USAID и невладината организација Милеу Контакт. Навистина, секогаш, како и секогаш кога се прават вакви проекти, имаше еден транспарентен процес во одлучувањето и беа третирани најголемите проблеми не само на општината Република Македонија и целиот свет, проблеми поврзани со климатските промени и она што значи заштита на животна средина, со одредени голем број на приоритети со овој проект кој што во иднина треба да се работи пред се во областа на енергетската ефикасност, исто така водоснабдувањето си она што значи живот за општината, за граѓаните на општина Прилеп. Меѓутоа, низ еден транспарентен процес се одлучи да овај пат се инвестира во во изворите за вода кој што се надополнува на водоснабдителниот систем Студенчица, а се во рамките на територијата на општина Прилеп, со инвестирањето преку овој проект на поставување посебни мерачи на самите извори. Во многу ќе се подобри искористувањето и ефикасноста на користењето на овие извори и во комплет ќе се подобри во иднина водоснабдувањето на територијата на општина Прилеп, посебно во кризни периоди кога имаме надополнување со вода токму од овие извори кои што се наоѓаат на самата територија на општина Прилеп. Инаку општината Маврово Ростош е една од 10 општини со кои што почнавме да работиме и морам да кажам дека тоа се првите 10 пилот општини кои што во светски рамки изработуваат општинска стратегија за климатски промени по методологијата на Зелена агенда. Процесот траеше околу 3 години, беа вклучени луѓе од сите населени места во општината, на крај се изработи една одлична стратегија, морам да кажам. Стратешки документ кој што долгорочно би требало да ги решава проблемите со кои што општината би се соочувала. И се заблагодарувам пред се за поддршката во овој проект, за тоа што нас не избра како една од 10 општини членови, односно општина партнер за спроведување на општинските стратегии за климатски промени. Се заблагодарувам за нивната поддршка и пред се овој проект представува еден знак на успешна соработка со USAID, која што сметам дека ќе продолжи понатаму. Сега се работи за проект кој што е дел од таа програма, односно изградба на подпорни ѕидови на свлечишта во село Присојнице, како продолжение од заедничкиот проект. Претходно имаше и изградба на енергетски ефикасна фасада во општинската зграда во Ростуше. Како клучна мерка за адаптација кон климатските промени, граѓаните на општина Студеничани избраа санирање на речното корито и свлечиштето на река Мерис. Заради нестабилноста на теренот и недоволниот капацитет на подпорните ѕидови на брегот на реката Мерис, особено за време на поројни дождови, во овој дел од селото постоеше голем ризик од поплави. Во горниот дел од селото пак секогаш постоеше голема опасност за лизгање на земјиштето, кој во последно време дојде до самиот локален пат, со кој се поврзува поголемиот дел од населението со основното училиште во Студеничани. Со реализацијата на овој пилот проект, граѓаните на Студеничани станаа поотпорни на климатските промени при соочување со поплави, ерозија и лизгање на земјиштето, избегнувајќи можни материјални штети и човечки загуби во иднина. Historiku I këtij poroj është I gjatë dhe më shumë bujnë. Në shikim të parë të jep për shtypjen e një lumi të qetë, por në fakt pikërisht ky lum disa herë ka vërshuar dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në këtë vend. Че имаме
преку 2800 водомери за 4 населени места во Богојне, тоа е Синичане, Камењане, Палчисте и Калник, така да целта е да се контролира вода, да имаме вода за пиње, да имаме доволна и чиста вода за пиње. Стратегијата за климатски промени општина Кривогаштани го носеше во неколку фази, каде што беа вклучени повеќе од 100 граѓани на нашата општина и при тоа ние водеме сметка во тие категории на луѓе да бидат опфатени од сите структури на општественото живење, значи имаме дел од јавната администрација, дел од земјоделците, дел од обичните граѓани и сметам дека донесовме вистинска одлука со одржувањето на тие фази и самите граѓани си ги кажа своите барања, да ги вклопиме во стратегијата за климатски промени и во сите едни проекти кои што ги реализираше општина Кривогаштани. Со самата стратегија за климатски промени, благодарение на финансискиот дел од страна на УСАИД, општина Кривогаштани комплетно ја реновира општинската зграда, односно кровната конструкција и комплетно ги замени со ПВЦ прозори, просториите, односно прозорите во општинската зграда. Покрај тоа, средствата беа искористени за комплетно поставување на енергетски ефикасна фасада во основното училиште Манчо Матак во Кривогаштани, а додека во склоп на тоа меѓу првите општини во Република Македонија како јавна служба вградивме котел на пелети кој што исто така представува дел од таа стратегија. Ова е светски пилот. Значи, методологијата на Зелена агенда за прв пат во светот се применува за изработка на општински стратегии за климатски промени. Низ овој процес минативе 4 години сите заедно учевме. Го пробувавме, го тестиравме, меѓутоа мислам дека ефектите кои што процесот ги даде се навистина надвор од сите очекувања. Поентата е што самите граѓани, заедно со општинската администрација, луѓето кои што ги чувствуваат последиците, работат на изработка на еден стратешки документ. Тие кажуваат кои се нивни вредности и тие кажуваат кои се нивни приоритети. Ние во рамки на оваа 4 годишна иницијатива успеавме навистина да го дигнеме нивото на јавна свест. Значи веќе луѓето во овие 10 општини каде што активно работиме се доста запознаени, значи сега веќе годинава нема да работиме на она првична едукација што се климатски промени, туку веќе ќе дискутираме за можните начини како да се справиме со истите и како со нашето секојдневно однесување навистина да придонесеме да се намали. Зелената агенда се заснова на учество на сите заинтересирани за изработка на заедничка стратегија, која што е ваша. Вие сами ја креирате стратегијата. Зелената агенда е методологија од која што сите учиме. За прв пат во светот во Македонија се применува за изработка на општински стратегии за климатски промени и поминавме многу тежок пат, меѓутоа мислам дека и многу научивме.